И повторно мојата омилена Математика. математика. Така е. Што ќе учиме денеска, наставничка? Од множење и делење денеска нема спас. Нема спас. Ама затоа убаво ќе научиме да множиме и да делиме и секогаш лесно ќе ги решаваме задачите по математика. А и ќе ги преминуваме знаењата во секојдневниот живот. Така е. Така е. Имаме коцкичка. Имаме коцкичка. Добро. И за да ни биде поинтересно, ќе ја свртам коцката еднаш јас, потоа Лука и ќе... Кој број го добивме сега? 7. 7, бројот 7. Сврти еднаш, Марија. 10. 10. 7 по 10 колку е? 70 70. А како ќе го провериме тоа? со делење. Со делење. Делење, Ајде да да. видиме. Тоа што го добивме, 70, ќе биде 70 поделено со 10 ќе биде еднакво на 7 или 70 поделено со 7 ќе биде еднакво на 10. 10. Одлично. Ајде сега да свртиме уште еднаш. Ајде. Ајде Марија, врти. Повторно. Марија 7. Врти Марија уште еднаш. Сега 10. 9. Кој ќе Ајде. врти друг? Може јас? Ајде. Ајде. За Лука или за Марија ќе биде? Ајде за Марија. 7. 7. Значи Сега 7 по по 9. 9 еднакво на 7 по 9 е еднакво на 60 и 60. 3. 63, така е. Ајде да провериме ова дали не е точно, Марија. Добро, тоа значи дека 63 кога ќе го поделиме со 7 ќе биде 9. Така. Или пак кога ќе го поделиме со 9 ќе биде 7. Така Токму е. така, значи можеме да провериме на Два начини. на два начини. Е сега нешто потешко. Сакате тешки работи? Сакаме. Добро. Отворете презентацијата. Ајде. Не е тешко. Дали може да ни кажете само кој е? Множење или делење? Така. Еве. Може да ја прочитаме задачата? Да. За секој од следните равенства со множење запиши по две равенства со делење. Така. Да. По да 8 по 11 еднакво на 88. Така, точно. Ајде да се обидеме да ја провериме оваа задача дали не е точно. Ајде. 88 поделено. 88 поделено со 11 ќе биде 8. Така. Или 88 поделено со 8 ќе биде 11. Значи секогаш го гледаме тоа што сме го добиле, да го поделиме со еден од овие два броеви и да ни го даде другиот број. Одлично, браво. Ајде да видиме другата задача. 18 по 7 е 126. Толкому Значи, така. Кога 126 126. ќе се подели со 7, ќе добиеме 18, мислам би требало, тоа е правилно. А кога 126 ќе се подели со 18, ќе добиеме 7. Така е. И последната задача. И последната задача е 9 по 13 е 117. Кога 117 ќе се подели со 13, треба да даде 9. А кога 117 треба да се подели со 9, треба да добиеме бројот 13. Доколку не ги добиеме тие броеви, тоа значи дека нешто не ни е точно. Да нешто сме зизнале. Така Еве ги е. тука ги представивме задачите. 8 по 11 еднакво на 88, 88 делено на 11 е еднакво на 8 и Еве да 88 делено на 8 е еднакво на 11. Понатака следат и другите задачи кои веќе ги изработивме. Сега е потешкото. Ајде да влечиме. Ајде. Што добивме? Задачи. Задачи, така е. Ајде да ги прочитаме задачите. Имаме тука едно квадратче што треба да се пополни со точната Така. бројка. Значи, точната бројка по 2 ќе ни го даде резултатот 24. Така. Значи, Тоа значи дека непозната. бројот 24 треба да го поделиме со бројот 2. Така. е. Кога делиме со 2, како велиме дека правиме? Преполовуваме. Преполовуваме. Ние многу често работевме на училиште за преполовување.
Ќе се обидеме ли тоа да го представиме математички како броен израз и да ја решиме задачата? Ајде. Кој од вас ќе ја решава? Ајде. Ајде, Марија. Ајде, Марија. Значи, каде е сунгерот само? Тука, ама не. Овде пишува доле затоа што Важи. Тука ќе ставам еден празно место. ќе празно ставам. место ќе Да. ставиме. По 2 еднакво на 24. Така. Сега 24 24 поделено со 2 еднакво на 12. 12. Може ли да се обидеме и на уште еден начин? Ајде. 12 24 делено на 12 е еднакво на 2. Меѓутоа, ние сега го имаме бројот во празното квадратче. Може да ни го Така пополниш, е. Марија. Значи, кој број ќе го пишеме? 12. 12. 12. Повели? Го запишам. Да. Браво, Марија. Марија, браво! 12 Еве. по 2 еднакво на 24. Ајде сега твојот број. Ајде. Еве нека патат камерите. Јас имам 3 по тоа магично квадратче еднакво на 39. Супер. Ајде сега да ја решиме задачата. Решиме. 3 по нешто еднакво на 39. Добро. 39 поделено на 3 е еднакво на 30 поделено на 3 е еднакво на 10 плюс 9 делено на 3 е еднакво на 3, 13. Марија! Одлично, прекрасна стратегија употреби. А можеме исто така, Значи бројчето е 13. 13, така. Еве, да го запишеме и тука. Дали може тоа маркиче? Како не, повели? Ова. Еве го. Еве ги двете задачи. Дечки. Решени од Одлично. мене и Марија. Браво. Одлични бевте. Сакате уште задача или да ги оставиме Може. за домашна? Па може Да за продолжиме домашна. со- ајде за домашна. Може да да ги домашна оставиме. да им оставиме Да. нешто. Одиме повторно со една текстуална задача. Кој ќе ни ја прочита текстуалната задача? Пошто Марија се вика, мислам дека Марија треба Да, ајде Ајде. Марија. Маре. Значи, Маре купила 65 играчки за да ги продава во нејзината продавница. Играчките ги пакува во помали врекички по 4 играчки. Под А. Колку неспакувани играчки ќе ја останат на Маре? Под Б. Едно пакетче чини 8 денари. Колку денари ќе заработи Маре ако продаде пола од пакетчињата? И под В. Колку денари ќе заработи Маре ако ги продаде сите пакетчиња? Аха. Ајде да видиме. Ова е Значи, малку како ќе тешко. почнеме? Па прво Од почеток. Од почеток. Значи, Маре знаеме дека има 65 играчки Така е. Така. и дека секоја од тие играчки ги пакува во помали врикички по 4 играчки. Точно така. Сега, еве ги тука мечињата, што ги подготвила Маре, 65. Нела, може да Таму ги има изброи 65 65. играчки? Ајде. 60 и... Да. Со другиот Мари. Еве го, овој. Повелете наставничка. Благодарам. 65. Така? Да. Да. Ги пакувала по 4 играчки во едно пакетче. Кој знак Да. ќе го ставиме тука? Па делење. Делење. Делење, така. Треба да ги поделиме по 4 и да видиме кој број ќе го добиеме. Сега, бидејќи вие сте четврто деление и знаете да делите во бројот 6. Колку пати се содржи бројот 4? Еве го бројот Еднаш. 6. Еднаш. Еднаш, така. 1 по 4, 4. 4. 6 минус 4, 2. 2. И ја спуштаме петката. 25 делено на 4. Колку пати бројот 4 се содржи во 26? 6. 6 по 4, 24. 4. Значи И едно не имаме остана. еден остаток, значи на Маре и Тоа е одговорот останало под А. Колку едно неспакувани играчки ќе ги останат на Маре?
на Маре. Под Таа А, истата оваа задача можеме да ја решиме со помош на мечињата, кога би ги поделиле во 4 групи и ќе видиме дека ќе ни остане едно мече. Така. Сакате да пробаме? Ајде. Ајде. Еве ги наставничката Нела ни ги. Јас не ги направив во групи, ама ги наредив само. 65 мечења се. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 47, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 55. 55. Да. Останатите мечења Ги има негде? ги има негде, меѓутоа вие тоа дома ќе ги направите, останаа дома. Остана во продавницата на Маре, може би. Да. Значи, за домашна работа, вие ќе земете 65 играчки, ќе ги поделите во 4 групи и ќе видите дали навистина ни останува едно мече, како што ја решивме задачата со Лука. Ајде, Марија, да видиме под Б како ни е задачата. Под Б, значи, едно пакетче чини 8 денари. Колку денари ќе заработи Маре ако продаде полот пакетчињата? Така. Тука имаме две задачи за пресметување. Така. Бидејќи полот Имаме- пакетчињата 16, ако имаме 16 ќе го поделиме со 2, тоа ќе биде 8. Така, ќе го преполовиме. Да, и потоа 8 ќе пресметаме, ако едно пакетче чини 8 денари, 8 по 8. Браво. Така, ајде да продолжиме да го решиме ова. Повели? Ајде. Значи, Ајде, Марија. 16 пакетчиња. Ги преполовивме, добивме 8. 16 делено на 2 еднакво на 8. Овие 8 ќе помножиме со сумата. Така. 8 по 8 е еднакво на 8 по 8 е еднакво 40... Не. 64. 64. Значи, Маре заработила 64 денари. 64 денари. Точно. Под В да видиме. Колку денари ќе заработи Маре ако ги продаде сите пакетчиња? Значи, 16 По- пакетчиња треба да ги помножиме по 64. По 60. Не. колку денари ќе заработи Маре ако ги продаде сите пакетчиња. Значи сите пакетчиња се 16, а да. едно чини 8. Лука, знаеш што? Оваа задача дали може да ја оставиме на другарчињата дома да ја решат? Да. Може. Може. Ајде, дечиња, ќе ја решите и оваа задача, а ако мислите дека не ви се доволни овие домашни, земете го учебникот и отворете на 100-та страна и имате многу вакви слични задачи кои можете да ги решите. Многу ве поздравувам, се гледаме понатаму. Поздрав, дечки. Одиме Сега со одиме джингл и продолжуваме со следниот час.